Здраво на сите и добродојдовте во серијалов разговори на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Даниела Ивановска, актерка во Прилепскиот театар во Идан Чернодрински. Добре дојде, Даниела. Добре ме најдов. Еве сум. Здраво живо. Здраво живо. Добре дојде во интернет просторот. Супер, ова ми е првенче, така да некако и сум можеби возбудена и идиотски смешна, како некој детенце мало кога се радува на некоја непозната играчка, изгледа кул. Ако сите сме така, сите сме нови во овој начин на комуникација. Zoom е за сите непозната апликација, сега допрва ја откриваме, така што на исто сме. Ти благодарам што ја прифати поканата и што се согласи да разговараш за театарот, да ги споделиш своите доживувања, размислувања и ставови, особено во овој период на пандемија. Јас ти благодарам на поканата и најпрво морам да ја поздравам твојата иницијатива за создавање на вакво нешто кое што нели ќе остане во записите на историјата и на нашето постоење. И се надевам дека ќе имаш супер разговори, различни гледишта кои нели ќе не поттикнат да размислуваме во некаков правец или да си го смениме своето мислење или пак да ни се родат некои нови мисли и идеи за понатамошна реализација. И јас искрено се надевам. Па ете и да започнеме од таму, од тоа како се чувствува театарскиот актер во период на пандемија. Што значи да се биде театарски актер во период на пандемија? Како ти мина првите полициски часови и воопшто како го доживеа прекинот на работа на театрите? Најверојатно, не најверојатно, него со сигурност можам да се кажам, да кажам дека се чувствував и се уште се чувствувам како еден обичен човек кој што се обидува да си ја објасни моменталната ситуација и да најдам некаков начин да останам присебна и нормална. Мислам дека тоа се борбите најголеми со луѓето како нас кои што се бават нели со уметност. На почетокот на март, кога ги затворија театрите, си помислив дека ова ќе трае многу кратко, дека е само привремено и си го сватив како ајде, окей, ќе одмориме малку. Нели обично ние по вокација актерите сме мазохисти, кога работиме на некој проект, се даваме, гинеме целосно, адреналинот, притисокот и така натаму, едва чекаме да заврши премиерата и да дојде тој посакуваме одмор. Но ние сме такви луѓе кои што се задоволуваме со десетина дена на неправење ништо и потоа пак почнува да не недостасува тој мазохизам. Јас после тие 2 недели од мартот кога ги затворија театрите, почнав веќе да се досадувам и си реков ова нема најверојатно да заврши толку брзо. Но со оглед на тоа дека сум родител, имав некоја друга преокупација и некоја друга улога сосема непозната, значи морав да бидам едукатор на сопственото дете. И станува збор за трето одделенец. Се соочивме со нели училници, вакви платформи, презентации и така натаму и сето тоа беше непознато и за мене и за моето дете кој што нели е 9 години, малку му се овие работи непознати. Дистанцирање, нема социјализација, нема другарчињата од училиште, од класот и така натаму и бев прилично зафатена да изнаедам начин сето тоа да биде спакувано во онаа мера за да не му стане досадно на моето дете, бидејќи сето тоа на почеток изгледа интересно, но потоа веќе станува напорно и се прави некаков притисок. И големиот страф ми беше дека можеби ваквиот начин на едуцирање ќе создаде отпор кон моето дете кон одење на училиште. Така да морав да наоѓам механизми, да се купирам, да се будалам, да прво јас да учам, па него да му предадам и така натаму, така да прилично бев окупирана со едукација на сопственото дете и ете можам да кажам дека успешно завршивме трето одделение и синот и јас по втор пат во животот. Честитки. Фала. Да.
А како го доживеа тој прекин на работа на театрите? Иако ми рече дека го објасни до некаде и тој дел, ми објасни, споручам како мина и првите полициски часови, но ме интересира односот со театарските институции, како се продолжи да се одвива, што беше соопштено, како се планира следниот, останатиот дел од оваа сезона. Дали имавте веќе некои започнати проекти, како тие продолжија или се прекинаа? Да, имаше веќе започнато проект од годишната програма одобрена од Министерство за култура, кој ми се чини траеше околу 20 на дена и се случи ова што се случи, значи тотален колапс. На почетокот немавме никакви информации од институциите, затоа што неверојатно и тие немаа никакви информации од таму каде што требаше да стасаат. Така да ние почнавме, јас лично да станувам досадна, бидејќи сепак ми значи тоа што го работам и ми е смешно кога ќе кажам работа, затоа што не го доживам како работа, него тоа е, ние сме такви по вокација и тоа е начин на живот, на размислување, на се, значи некој поинаков свет. Се зборуваше дека најверојатно се формирале некои работни групи, ама тоа се сето муабети кои што не се потврдени црно на бело, значи ние не добивме никаков допис дека се создавале работни групи за да се дадат предлози како понатаму би функционирале институциите, кои се мерките кои што треба да ги превземат. Но тоа останало на некои 3 до 4 средби, значи ова се муабети кои што се, да речам, рекла казала, ништо не е официјално, ништо нема стасано. И не се изнеде никаков механизам, ниту пак се изготви протокол за работа во театрите. Тоа во секој случај е погубно за секој од нас. Значи, зборувам за нас како институционална, кои што сме под државна капа, да не зборувам за фриленсерите, кои што веќе навистина е жално што се случува и во однос на екзистенција и значи се есенцијалните прашања доведени до работа. И до ден денеска, значи нема никаков одговор, не е донесен никаков протокол. Најверојатно нашето општество нема идеја или визија што значи културата и колку треба да се инвестира во културата, ова секој пат сум го спомнувала. Ниту пак ќе добијат свесност, така да по некоја линија на помал отпор, значи ја оставаат културата настрана како слепо црево, кој што може да врши функција и не мора, може да го оперираме и да го извадиме. Значи има никаков однос кон културата, затоа што го зборувам ова, затоа што веќе во другите земји кои што не окружуваат, гледаме дека не изнаоѓаат некакви механизми повторно, некако да се вратат во колосек. За жал, кај нас ни 1 милиметар не сме помрднати од местото и не верувам дека во скоро време ќе донесат било што, така да можеби звучи песимистички покрај тоа што сум ја непоправлив оптимист, но навистина ми е жал и навистина ме лути односот кон културата во нашава земја. Значи немаме никаков однос, никаков третман, тоа не е само од сега, но во овој момент на планетарна криза, да речам, тотално се гледа каков е неодносот кон културата. Значи некако не протнуваат на мала врата или не потурнуваат под черкиче, ќе видиме понатаму. Не сме приоритет во оваа држава. Така. Она што ме интересира е, свесни сме дека на некој начин сите сфери во општеството, и ти спомена дека твоето синче беше приморано да учи онлайн, односно сите некако професии се префрлија на работа на интернет, работа од дома. Мислам дека и вие започнавте еден проект, тоест обидовте да го продолжите тој проект преку интернет. Дали може да ми откриеш нешто повеќе за тоа, како актери реагиравте на тој онлайн простор и слично? Вака, имаше една идеја од режисерката Наташа Поплавска да се составиме во овој виртуелен свет.
Но во однос на последниот текст кој таа го режираше, односно и последниот пишан текст на покојниот Горан Стефановски, поводот беше нели неговиот роден ден и сакавме нешто да направиме во однос на тоа и некако самите себе си да си докажеме дека сепак се уште припаѓаме во театарскиот свет, односно да бидеме креативни и нешто да сработиме. Тоа беше генералната идеја. Јас како Даниела, значи, секој имаше различно мислење, но јас говорам за себе. Не го прифатив тоа со радост, бидејќи едноставно овој свет не можам да го прифатам како театарски. Не знам дали ќе ми се промени мислењето, се уште стојам на тој став, бидејќи ова можам исто да го поврзам и со пуштањето на театарските представи од нашите театарски куќи, зборувам македонски, но и широм светот. И кога некој би ме запрашал дали гледаше нешто, да, почнав од чиста радозналност, повеќе нели за да видам што се случувало кај нас, бидејќи не сум имала можност да ги гледам сите представи, но и што се случувало во Европа. На почеток ми беше интересно, но потоа ме изфрустрира, затоа што тоа не е театар, тоа се само снимки. Тоа е снимка од нешто што се случило. Се уште, значи, стојам на ставот дека не го прифаќам тоа, затоа што театарот е живо. Живо нешто се случува сега и тука, хик ет нунг. Јас така го доживувам. Сето ова се само заробени моменти на кои што им фали естетска суштина. Значи, или она што навистина кога си во театар се случува таа магија. Неспоредливо едното со другото. Но не сакам да излезам како некој хейтер кон сите тие обиди на мои колеги кои што нели направија некои работи во овој виртуелен свет. И сето тоа го поздравувам, затоа што сваќам дека тоа е некаков крик на уметникот во една затечена ситуација. Доколку би живееле во нормални услови, како што беше пред да се прогласи оваа пандемија, верувам дека никој не би снимал театарска представа, доколку нема таков концепт да работи нешто. Тоа е веќе од старт осмислено како виртуелна представа, да речеме. Но, во моментов го разбирам крикот на уметникот, го поддржувам, но јас не се гледам во тие проекти, затоа што сметам дека нема да бидам вистинска, дека би го направила тоа заради тоа што јас сум затечена во оваа ситуација. Тогаш би се изневерила себе си и верувањата во тоа како јас го замислувам театарот или како го правам јас мојот театар. Сакам да кажам поддршка, го разбирам крикот на уметникот, но најверојатно јас можеби сум старомодна, не знам, можеби не знам, но тоа е чувството кое што го носам, а чувството никогаш не ме лаже, затоа што тоа е вистината. Доколку во недогледан период продолжи оваа ситуација, како ќе се развива театарот? Кои идејни решенија ти се јавуваат при размислувањето на таа хипотетичка ситуација? Многу е страшно. Многу е страшна помислата дека ова што мислевме дека е привремено си го зема својот залет и ни дава до знање дека ќе трае. Сакале или не сакале да го признаеме, тоа е вистината. Ме плаши помислата дека треба да го редефинираме театарот и театарскиот израз, доколку навистина сакаме да останеме на картата на постоење. Ако продолжиме да мислиме како што јас мислам во моментот дека се уште не се давам во виртуелниот свет, а од друга страна пак ме плаши она што би требало да го направиме како нова адаптација на театарска представа со таа физичка дистанца. Можеби за публиката тоа е полесно да го средиме, но мене не ми е јасно како јас на физичка дистанца ќе правам размена на енергии со моите колеги. Едноставно тоа не можам да го замислам. Тогаш станува збор дека ние ќе треба да рекреираме нов механизам на актерска игра.
што од една страна е секако предизвик кој што ќе биде лишен од таа физичка близина каде што нема да се гушкаме, бакнуваме, бориме, тепаме и така натаму. Но ќе треба некако да смислиме нова техника каде што сепак она што е живо, со крв и со месо ќе можеме да го доловиме на сцената. Така да во секој случај предизвик, но за ова не се разговарало никогаш конкретно, никој не излегува со конкретни предлози, никој, значи треба да го крстиме театар COVID-19, значи нов концепт на играње представи, нов театар. И можеби, не знам, ако не пробаме никогаш нема да знаеме дали ќе биде успешна таа варијанта. Вака само со муабет и шта би било, кад би било, очигледно е дека само ќе тапкаме во место и ќе го губиме нашето место во картата на постоењето. Кое е местото, улогата и значењето на театарот во овие услови во нашето општество? Иако веќе го начнавме на некој начин овој одговор, но ева да сублимираме. Добро. Јас не знам, имам многу размисли на тоа е широка тема за разговор, нема да ни стаса овој виртуелен простор за тоа. Но нешто што ми се врти во последно време како некаква мисла која што ми останала од времето кога сум читала разноразни работи од Вилијам Фокнер, кој што зборува за литературата, меѓутоа јас би го преиначила не само за литературата, туку и за уметноста воопшто, во кој што спајаат сите уметности, меѓу кои театарот, каде што тој вели дека уметноста го има истиот импакт како едно шкорче, кое што го осветлува полето во најтемната, најцрната ноќ. Тоа шкорче осветлува релативно малку, но ни овозможува да видиме колку темнината не обкружува. Сега замислете кога со толку многу мали запалени шкорчиња, кибритчиња, ќе светнат низ целата земја, на целата планета, како некакви светулки во ноќта, би се создала една експлозивна светлина, што јас би ја нарекла супернова, каде што оваа темнина би била голтната и би се создал нов, подобар свет. Затоа велам, затоа сметам дека навистина колку и да звучи наивно романтичарски, уметноста може да го промени светот. Така. Како во овие услови би реагирале уметниците од минатото, кои што не се родени во овој век, кои што или барем не живеат се уште во овој век, не живеат во време на пандемија, оваа пандемија, не живеат во време на овие технолошки можности, но истовремено и технолошки дистракции. Како би се справиле тие големи театарски имиња во овие услови, да се тука сега денес? Како би се справиле? Со оглед на тоа што контекстот е сменет, кога би земале во предвид тие во кое време и во какво општество живееле, но биле многу похрабри од нас, јас барем така ги доживувам. И знам, сигурна сум дека би изгинале за својата идеја, односно за нивниот вистински порив. Буквално би изгинале, значи уметник еднакво на смрт. Во денешно време, не знам дали ние сме толку храбри за да направиме такво нешто, значи пак звучи налудничаво, но ме разбирате што сакам да кажам, колку уметноста тогаш имала навистина влијание и зборот на уметникот, дали без разлика дали тоа бил сликар, писател, актер, режисер, неважно, значи кога зборувам уметник мислам на сите од нив. Тие навистина верувале во тоа што го правеле и верувале дека ќе го сменат светот. Денеска малку потешко, значи зборувам за нашава држава. И многу ме лути која е позицијата на уметникот во нашето општество, затоа што јас од секогаш сум верила дека уметникот од секогаш, значи од памти век, од античко време, задачата на уметникот била да дава критика на
општественото живење во моментот. Значи да ги потенцира и да ги критикува аномалиите на општеството и нели да го пофали она што е добро и да го земе како пример, како модел кој што би помогнал во создавање на нели подобро општество. Ние како држава немаме културна политика. За жал, тоа е еден термин кој не знам дали го разбираат, меѓутоа имаме политика во културата. И сега најверојатно тука е погрешното тумачење во нашава држава. И тоа е она што е погубно. Да. Ова и на некој начин беше последното прашање за тебе, Даниела. И меѓутоа сепак оставам простор, доколку моите прашања не ги опфатија сите размисли за овој минат период, за театарот. Слободно да додадеш се што ти лежи на душичката, што се вели. Или пак да испратиме една порака до постпандемскиот актер, или можеби овие генерации на актери кои што ја изучуваат оваа уметност преку интернет порталите, со оглед на тоа дека наставата се префрли на интернет. Што би им порачала нив, што би порачала на оние уметници кои што ќе се родат после овој период? Вака, јас би кажала, нели, сублимирано, она што сега ни се укажува како единствена перспектива за постојање на театарот е физичката дистанца со гледалиштето, со гледачите, физичката дистанца меѓу актерите, прилагодување и вештачки, нели, адаптирање на некакви отворени простори, виртуелните представи и слично, значи она што сега ни се укажува како можност. Но што би сакала да потенцирам? Да го сватиме ова како привремена мерка и да не дозволиме тоа да стане новата нормалност. Благодарам многу, Даниела, што ја прифати поканата и се надевам дека ќе му се навратиме на овој разговор и ќе биде инспирација за понатамошниот развој на театарот. Ти благодарам, ти посакувам убав ден, ти посакувам најпрекрасни инспиративни разговори. Ги поздравувам сите, чувајте се, тоа е нели слоганот кој што го користиме секојдневно и го мислам тоа, затоа што свесноста треба да биде на највисоко ниво, само ако не си помогнеш, никој друг не може да ти помогне. Да веруваме во себе си, да не се откажуваме од нашите соништа, затоа што, како што кажав претходно, ова е само привремено. Ке помине. Се надевам и јас. Имај убав ден. Благодарам. Чао. Чао.